И точно време е за нашиот прв утрински гостин, кој што веќе мојата драга колешка Слободанка го пречека. Јас не познавам речиси човек кој е во второто полувреме од животот, кој нема проблеми со нозете, со отекување, со вените, особено во летниот период. Еден голем поздрав и благодарам за гостувањето на доктор Игор Костов, васкуларен хирург. Така, Сузе, убаво си кажа и јас ќе кажам уште еднаш еве добро утро до сите наши гледачи кои што можеби малку нешто подосна си имаат вклучено, но и добро утро за нашиот понеделнички вака гостин, примариус доктор, васкуларен хирург Игор Костов. Драго ми е ова утро што ќе имаме можност да поразговараме за, како што кажа и Сузе, за сите оние кои што се соочуваат токму со овие проблеми кои за жал ги имаме, меѓутоа има и решение. Пред се добре не дојдовте. Благодарам многу на вашата покана. Со зголемувањето на температурите се зголемува и бројот на пациенти кои доаѓаат во амбулантата на васкуларниот хирург и се жалат на овие тегоби како што е отекување на нозете. Така. За да ги третираме правилно овие тегоби, треба да знаеме причината зошто се јавуваат отоците на нозете. Самото тело на зголемувањето на температурата во воздухот реагира на тој начин што го зголемува прокрвеноста на периферните вени, така да на тој начин ја намалува својата температура. Кај негде околу 40% од пациентите не постои можност таа крв која се отишла во тие периферни вени да се врати задоволително назад, посебно во тие периферни вени за нозете. Кај овие пациенти се јавува тоа заболување што се вика хронична венска болест. Така. Главна причина за појавата на оваа болест е пореметувањето на мускулната пумпа на нозете. Тие се тие мускули во задната ложа на подколеницата кои се одговорни за пумпање на крвта назад во телото. Кога ова подолго време трае, доаѓа до појава на заболувањето хронично венско попуштање, кога довостојат манифестации симптоматологија во телото врз основа на оваа болест. Телото реагираат нозете. Јас само сакам да го понудиме, доктор Игор, да ве понудиме нешто од нашата скромна понуда, можеби кафе од апарат или македонско кафе. Благодарам све. Добро, имаме водичка, во овој топол ден, кажаа дека нели денеска еве метеоролозите ќе биде еден од потоплите денови, па нешто утре можеби ќе имаме пат на температурата. Но како и да е, ние зборуваме за тоа проблеми со вените и болки во нозете во летниот период, кога и како точно треба да превенираме. Јас тука ќе потсетам, докторе, дека доколку еве ќе повикам некои од нашите гледачи, меѓутоа ќе апелирам до јавувачите да се јават оние кои што на вистина се соочуваат со ваков еден проблем, па имаат некои прашање до вас, ќе вклучиме во програма наш гледач. Зошто во летниот период се случуваат тие, или па кога ќе започне веќе топлиот бран, кога започнуваат тие потопли денови, ние веќе ги чувствуваме, сите кои што имаат проблеми нели со тоа, оние кои што немаат блазеси, ги чувствуваме проблемите со нозете. Отоците се поголеми, болките се поголеми. Ајде да појасниме и зошто, да знаеме, за да не толку многу паника не фаќа, зошто се случува во промена на време. Може да и исто и од летниот период кога настапува и есента. Дали сум во право? Тоа е заради таа несовршеност на човековото тело и неспособноста на самото тело да ја врати крвта назад во циркулацијата. Тоа е недостаток на мускулната венска пумпа и појавата на хроничната венска болест. Идеално би било кога таа крв која се наоѓа во нозете, периферните крвни садови би се вратила назад на нормален начин. Но доколку тоа не е возможно да се направи, доаѓа до појава на отоци на нозете. Главната тука проблем е како ние тоа да го направиме, како на друг начин да ја вратиме таа течност од нозете назад во телото, а нормално не може тоа да се постигне на природен начин. И преку ноќ. Не, преку ноќ. Да, како што велиме, да. Да. А јас извинувам, ќе задржиме мислата, меѓутоа од режија ми кажува дека имаме гледач на телефонската линија, па не би било убаво да го оставиме да чека. И со прашање до докторот. Добро ви утро. Добро утро. И повелете. Поздрав за доктор, за вас. Вака. Благодарам. Од поводамна, значи, примерите дека од последните 4-5 години Добро. имам отек претежно во десната нога. Левата имам, но не толку.
повеќето во десната нога. Значи едната нога е повеќе со оток за разлика од другата. Да. Сега, интегристот ми препишувал фурисемид опчиња, со што ја не се слагам толку, бидејќи од кој ќе почнем редовно фурисемид на сабаје да го взимам, ја после сенат и пол 2 више имам вртоглавица. И мислам дека таа терапија не е во ред. Не ви одговара, сакате да кажете, така? Не ми одговара, тоа што професионално возам, не би требало ја да имам вртоглавица. Добро, ви благодарам. Што се јави? Други луѓе. Добро, ви благодарам многу што се јавивте, па еве ќе се потрудиме нели да дадеме одговор на ова што го посочивте. Меѓутоа забележав дека гледачот кажа е возач. Да. Но освен кај пациентите што имаат проблеми со хроничната венска болест и хроничното венско попуштање, постојат и други болести кои можат да дадат отоци во нозете. Затоа пациентот е најдобро да дојде во амбулантата на васкуларниот хирург, каде ќе се направи испитување колодоплексонографија и ќе се утврди дали неговата болест е од попуштањето на вените или се работи за болест од друга природа, која треба да се лекува на сосема друг начин. Ги насочувате потоа и кон останатите нели ваши колеги доктори, каде што треба други испитувања да се направат, доколку не е проблемот од кај вас или пак со вените кои што ги посочивме. Ајде сега да се навратиме на она за што ви благодарам за одговорот, за што изборувавме за отоците, значи во летниот период за болките, што е проблемот, зошто се јавува проблемот, меѓутоа и како да превенираме, еве да одговориме и на тоа. И кога поточно? Значи, како што кажев и пред, дека недостатокот на таа венска пумпа на подколеницата доаѓа до неможност да се врати крвта назад во телото. Како ние да помогнеме на венската пумпа да го врати, тоа е со физичка активност, која е многу тешко во овие летни дени да се практикува, но таа венска пумпа единствено со зголемена физичка активност, со вежбање може да се активира. Колку пати во неделата е потребно? Дали индивидуално Постојано или? правило дека 30 минути на ден физичка активност е задоволително за да може таа венска пумпа правилно да функционира. Секојдневно. Кај пациентите кај што не може да практицира ова венска пумпа да делува добро, тогаш треба да се даде помош. Помошта е со еластичните компресивни чорапи, кои се многу тешки за носење, но сепак помагаат и се единствен начин како што можеме на друг начин да помогнеме на венската пумпа, за таа течност се врати назад во телото. Да, меѓутоа тие еве компресивните чорапи, знаете и самиот како доктор, многу пациенти ги одбегнуваат токму таа причина затоа што не се баш добро дојдени особено во за летниот чувство, период. особено сега кога ги имаме овие топли денови, но знам дека вие секогаш ги препорачувате затоа што се замисли за еден еве од број 1, па можеби добре дојдени за сите кои што се соочуваат со такви проблеми, токму овие чорапи сакале ние или Да, не не се пријатни воопшто, но се решаваат голема работа. Да. Еве, што најмногу кога сме кај нив, за да не ги избегнуваат толку многу сите оние кои што имаат отоци, проблеми со вените и така натака, како да ги убедиме да ги носат и зошто тие се потребни? Еластичните компресивни чорапи се единствен начин, а и препорачан начин на сите релевантни васкуларни хируршки здруженија за намалување на тегобите поврзани со хроничната венска болест. Поради тоа и ја ги препорачувам. Главната начин како се употребуваат да не предизвикуваат големи проблеми е еластичните компресивни чорапи да се стават што порано наутро, веднаш пред станувањето, и да се носат онолку долго колку пациентот е на нога. На нога. Или колку може да ги издржи. Така. Колку повеќе ги носи, толку подобро за него. Може сега во климатизирана состојба сите дома да ги носат, не е никаков проблем, нели? Ако не надворе, исто да така, кажеме. доколку еластичните компресивни чорапи не задоволително ја вршат својата функција, тогаш во обзир доаѓаат и медикаментите. Единствен медикамент кој го препорачувам за употребата е диосминот. Диосминот делува со тоа што ја намалува воспалителната реакција на зголемувањето на притисокот во венскиот систем, ги контрахира, ги стеснува вените, така го намалува и притисокот. Диосминот.
Дали може секој да го земе или тоа се препорачува само со? Диосминот може секој да го Секој, пременува. така. И е исто препорачан од сите релевантни здруженија на васкуларните хирурзи. Така, и помага. Апсолутно. За овие тегоби кои што ги споменавме, да. Сите оние кои што во овој момент еве не слушаат и зборуваме за она за кое што од популацијата, според статистиката, вие како васкуларни хирурзи, знаете ли во Македонија колку се соочуваат луѓето со токму овие проблеми? Таа бројка како што е во светот, така и кај нас, негде околу 40%. Значи нешто не се движиме помалку или повеќе. 40% од населението има тегоби поврзани со хроничното венско заболување. Но сепак не е мала нели бројката. Тоа е голема бројка. Голема бројка, да. Битно е колку од овие пациенти доаѓаат во амбулантата на васкуларниот хирург, а колку овие пациенти се лекуваат дома. Многу е битно да се направи разлика од пациентите што навистина имаат проблем со крвните садови или имаат проблем со други заболувања. Затоа препорачувам прво да се дојде во амбулантата на васкуларниот хирург, да се исклучи заболувањето на вените, доколку тие тегоби не се од крвните садови, да се бара помош на друго место. Така, ако не се од крвните садови или пак не е во вашата, да кажам, бранша, дали тука веќе може да има функција или не добра функција? Срцето, црниот дроб, бубрезите или зашто поточно доведува до тие? Апсолутно јубаво ги набројавте. Отоците, Срцето, црниот дроб и бубрезите. Значи треба да се направат испитувања токму и на овие органи. Тука се можно и некои лекови предизвикуваат отоци, така да тоа е веќе во делувањето на други специјалисти. И посета на друг. Но затоа вие ги упатувате доколку гледате дека кајва се од ваша страна се во ред. Ајде малку за солот. Внесуваме храна со сол и зошто не треба да ја внесуваме? Новиот начин, модерниот начин на функционирање нормално доаѓа до тоа до прекумерно внесување сол во исхраната, бидејќи сите овие припремени продукти кои ги конзумираме нормално во нашиот живот, имат зголемено количество на сол. Нормално е дека зголеменото количество на сол доаѓа до задржување на течноста во телото и зголемување на отоците. Идеално би било кога ние би можеле да примаме онолку сол колку што е потребно. Умерено. Умерено. Да, значи не мора да го исфрлиме скроз од исхраната, меѓутоа треба да сме умерени. Ке вклучиме и гледач повторно за да има прашање до вас, сигурно со проблем со кој што се соочува, па да одговориме. Добро утро. Добро утро. И повелете. Би сакал да го искористам присуството на лекар да го прашам отечување не само во летниот период, него отечување во зимскиот период и од глезерот нагоре е силно чешење. Матичната лекарка ми испрати на кожен, што верувам дека не е правилно, кожот ми препиша. Дерматовенеролог најверојатно. Дека таа нас ми препиша, се мачкам неколку години, нема фајда од тоа. Барем чешањето некако да можам да го спасам, ако може да ми кажете. Да го немам многу често чешање. Надвор што нема ништо. Ни рани, ни ништо внатрешно. Морам да нагласам дека имам и на двете нози попуштени вени. Ето. Имате оперативен зафат досега и на попуштените? Не. Ништо нема направено. Значи имате чешање само на долните екстремитети, така? Од колено надолу? Од глезенот нагоре до мускулите тука до. Добро. Користите маз, кажавте само? Маз декотел неколку години не помага таа. Не е кожна болест, ова е нешто внатрешно изгледа. Колку што јас се разбирам, малку на памет ја прочитав. Так. Господине Раде, ви благодарам што се јавивте, ке одговори докторот. Кај пациентот постои манифестација на таа болест, на хроничното венско попуштање, така да пациентот најдобро дојде во амбулантата на васкуларниот хирург, ќе се направи колодоплесонографија и ќе се види дали пациентот треба да се преземе конзервативно лекување со помагала или па треба да се направи инвазивно лекување со помош на тие оперативни процедури кои денес ги работиме. Так. Дали оперативните зафати или пак доколку се одстранат... имаме гледач, па ќе продолжам со прашањето. Добро утро. Добро утро. Повелете. Поздрав, Искро. Види, доктор да го прашам. До пред 2 месеци немах изпочење на ногтите. Сега имам кочење на мускули од колена нагоре. Во што е проблемот?
Ако може докторот да каже. Сакате да кажете дека со нозете како да не ги чувствувате, циркулацијата не ви е добра или? Да, почење на мускулите. Аха, на мускулите, на мускулатурата. Од колена нагоре. Од колена, добро. Во ред, ви благодарам. Ако има некој докторот. Секако ќе ви одговори. Повелете. После таа едноставна и одлична алатка за утврдување на заболувањата на крвните садови на нозете, а тоа е колородоплерсонографијата. Со оваа алатка пациентите едноставно, брзо и ефтино може да откријат зашто болест се работи на нивните нозе. Ајде малку околу доплерот, да. Со оглед на тоа дека го препорачавте на сите оние кои што ни се јавија, меѓутоа еве не биле упатени на токму на доплер, туку биле опатени на кожен доктор или пак можеби не добиле таков совет дека треба да се направи доплер за да точно се утврди од каде е причината за болеста односно за она што тие го чувствуваат, дали се отоци, дали вкочанетост и така натаму. Што прави доплерот? Ајде да им појасниме на гледачите. Прво, прави разлика од тоа дали се работи за артериско или венско заболување. Така. Кога ќе се установи дали артериско венско заболување, доаѓа до стратификација, проценка на тежината на тоа заболување. Доколку се работи за артериско заболување, понатаму се прават дополнителни испитувања да се утврди степенот на заболувањето на артериите. Доколку се работи за венско заболување, тоа се утврдува за какво заболување се работи, за површните или длабоките вени. Доколку се работи за површните вени, се гледа која вена е засегната и попуштена. Така. И на крај, по завршувањето на прегледот, докторот, хирургот или специјалистот кој се работи со оваа проблематика може да препорача начин на лекување и тоа завршува со таа инвестигација. Не се потребни најчесто дополнителни инвестигации кај заболувањето на венскиот систем. Колородоплерот едноставно е доволен. И кажува се. Доаѓаме до одговорот посакуван оној кој што нели и пациентите треба да го знаат, така да ова ќе биде еден совет до сите гледачи да го искористат доплерот за да знаат точно зашто и каков проблем станува збор. Многу ви благодарам. Јас сакав да се надополнам на тоа дека кога е време за операција, меѓутоа тоа ќе нека ни биде и следната наша тема. Тука сме ние да потсетиме и да им помогнеме на сите кои што се соочуваат со овој проблем, затоа што кажавме дека според статистиката процентуално и ние сме тука со бројката каде што луѓето имаат вакви проблеми. Денес постојат тие миниинвазивни процедури, лазерската аблација, емболизација со лепак за вени, така да пациентите веднаш после интервенцијата се враќаат дома. Во секојдневието. Секојдневието, така да и самите оперативни зафати се веќе лесни за пациентите. Многу ви благодарам што одвоивте од вашето време, доктор примариус, доктор Игор Костов, васкуларен хирург во градска, јас си велам, се уште позната по нашки болница, Светина Охридски Исус, ние тука завршуваме. Благодарам многу. Да, многу корисен разговор и верувам дека еден голем дел од нашите гледачи добија добри совети.